Благодарам, господин Мисовски. Сериозен политичар кој што е задолжен во државата да се занимава со животна средина, на ваква дебата ќе дојдеше спремен со 15-минутен говор, со предлог на мерки за секој град поединечно и со предлог за клучоци што владата ќе предложи да се реши во поглед на ова. Кои се детектирани проблеми во Велес, кои се детектирани проблеми во Тетово, во Гостивар, во Битола, во Кичево, во Сит. Нема таква работа. Јани Макредули го памтите? Пратеник од опозиција беше, пратеник од опозиција остана. Јани Макредули на клучната дебата во интерес на граѓаните денеска зборуваше 15 минути Коце Трајановски што правил пред 7 години. Јани, помина тоа време, Јани, 3 години имаше ти да правиш нешто. Што направи? Ништо. Покажуваш бројки, а истиот ти, Јани, пред една недела викаш сите бројки во Македонија се од Алиекспрес. Ве молам, ако не чинат бројките, не чинат и вака и така. А не може да си вадиш кои бројки ти чинат, кои бројки ти не чинат. Сега, повикуваш на заедничка акција. Јас ќе бидам и попозитивен од господинот Данев. Ќе речем добро, но има еден предуслов. Ај слушнете го внимателно предусловот и вие и колешките од дом. Предусловот е следен. Господин Макредули, дали можете како член на влада, заменик министар за правда, до крајот на денот, да ни обезбедите комплетен список и количини на сите фирми во Македонија кои што увезувале петрол кокс и отпад. Донесете го тој список кој што сте го барале пред 2 недели во царина, но не ви го дали и вас. Донесете го тој список тука да го видиме. Да видиме зошто ги укинавте давачките за петрол кокс, кои што во време на Ставревски ние ги зголемивме за 40%. Донесете го тој список, да видиме кои се фирмите и кои се луѓето за тие фирми. Чии бизнес интереси користите. Што ќе испаднете на говорница, тука ќе кажете дека ние сите не разбираме, граѓаниве не разбираат. Па не дишиме воздух, дишиме материја. Ја не викам дека било вака така во минатото пред 5, пред 7 години. Дај ослободете се од тоа. Не шетавме ние по улици, не ги лажевме ние граѓаните. Вие се шетавте по улици. Со маски, правевте театри, за едно дрво ваму кај стара железничка паѓавте у несвес. Ќе заштитувавте екологијата. Манипулатори. Манипулатори. Штитите бизнес интереси тука. Намалувате давачки на најголемиот загадувачки ресурс што се користи во Македонија. Дај да видиме кои фирми го користат. Донесете го тоа до крај на денот, па да седнеме надвор, мерка по мерка да ги разработиме и заедно да работиме. А не тука со политички говори. Заборавивте на врбите, господине Макредули, ај за врбите кажете ни. Заборавивте на галиите, да ве подсетам што ни зборувавте тука 10 години. Истиот бевте, истиот останавте. Јани, ти беше одличен пратеник во опозиција. Само за тоа те био. Ништо немаш сработено 3 години. За жал. Благодарам. Мене си ми бил добар пријател, но, господине Макредули, довршите дали го гледате ова? Скопје каде е? Прв најзагаден град. Дали го гледате ова? Најлоша состојба во Македонија, господин Макредули. Луѓе во излегуваат на улица, што мислите, господин Мисов? Луѓе во излегуваат на говорница, не треба наш да не слушаат, нас не гледаат како проблем, ние ги креираме проблемите. Дишат материја, тврда, ја сеќаваат во своите дишни патишта. Што е сега, ќе им објаснуваме дека нема загадување? Јани, тебе ти обврска да предложиш мерки парламентот да ти ги изгласа и било кој во иднина да работи по тие, а не да филозофираш за Коце Трајановски цел ден.